Над 160 веб страници за нелегално обложување ќе бидат забранети во првиот бран од стапувањето на сила на измените на Законот за електронски комуникации, информираше денеска во Штип министерот за дигитална трансформација. Нелегалните приредувачи на игри на среќа ќе ги анализира Државна лотарија, од каде до министерството ќе се испрати нотификација со табеларен приказ на веб страниците кои треба да се забранат. Ние таа ја ажурираме, ја испраќаме како налог за забрана до Агенцијата за електронски комуникации, која што ја забранува преку телеком операторите, што значи дека од испраќањето имаат рок во 3 до 5 дена да постапи Агенцијата за електронски комуникации и телекомите и тие веб страници ќе бидат забранети. Како што кажав и при носењето на законот, ова трка ќе биде постојана, нема еднаш да го правиме тоа. Од прилика мислам дека темпото ќе биде 2 до 3 недели на почеток, што значи дека на 2-3 недели Државна лотарија ќе ни известува за нови веб страници кои што се појавувале, а ние со налог ќе ги забрануваме се до финално завршување на процесот да ги одвратиме граѓаните да се учесници во нелегално приредување на игри на среќа онлайн. На овој начин граѓаните се штитат и од злоупотреба на личните податоци, картички и сметки во банка, но и ќе се штити буџетот од излевање на средства кои би требало да се слеат по основ даночна обврска. Пред носење на законските измени, детектирани се 160 страници кои нелегално приредувале игри на среќа. Првиот бран сигурно ќе бидат повеќе од 160, но мислам дека и во секој нареден бран, како ќе забележува Државната лотарија, но и други заинтересирани страни ќе забележуваат дека постојат нелегални приредувачи на игри на среќа онлайн во Македонија, тие можат да ни информираат и ние веднаш ќе постапуваме. Ова според Андоновски е битка на целото општество против една епидемија која ни се случува последните години. За Сител, Трајан Ристовски.